Архивот на Комисијата за еднакви можности останува празен, односно со само една пријава за дискриминација. Оваа нелогична статистика се појавува во период кога дискриминацијата е глобална тема и за неа се зборува секојдневно, па оттука и прашањето што впрочем се случува. Годинава до локалното координативно тело за заштита од дискриминација беше поднесена една представка која што е од приватно лице и е упатена до приватен субјект, односно фирма во која што лицето работи. Вистина е мал бројот и лани имавме само една представка и оваа година имаме само една представка од граѓаните и покрај сите наши напори да се промовираме како локално координативно тело. Веројатно и самите граѓани си знаат најдобро зошто не поднесуваат представки до нас и покрај тоа што ние се обидуваме да ги информираме, можеби е едноставно неверување во институциите на системот или пак некаков страф од можна репресија, од казни. Од друга страна, на еден или друг начин родовата дискриминација ја има и кај нас. Постоje, значи и дома постоje. Кај други сум слушала и дека постоje. И тоа и семејно насилство и други работи постоje. Точно, тоа е постојало од време и има како да. Тоа треба да се преземе некои мерки, тие што се на тие на власт, да тргнат по конфекциите, да стаате да ред. Ова коинцидира и со истражувањето на комисијата, кои траат веќе подолго. Најчесто, значи, двете се различни досега. Не можам да правам некоја статистика затоа што имаме толку малку представки, но едната се работи за прекршени права во однос на работните односи, а втората е за политички основ, значи направена дискриминација по политички основ, така што не би можела да кажам. Меѓутоа состојбите какви што се во нашиот град ги знаеме дека функционираат невладини организации кои се борат за заштита на правата на работниците. Ако дискриминацијата е присутна, тогаш зошто дискриминираните молчат? На гарантот и се плашат ако не ќе ги спудат. Тоа е се уште така, имам деца работат приватно, така да... Плашат се, да мене са ми кажувале комшики, дојдат вика ние стране вик. Не знам, порано беше подобро, сега мислам дека е полошо, а зошто полошо не знам. Ова е клучниот проблем која главна причина е општествено-социјалниот статус. Според истражувањата, дискриминираните најчесто се несигурни личности, се плашат или се срамуваат по огромен број на случаи, како и да не биле. Освен овој, важен е и моментот на неинформираноста, па жртвите не знаат ниту каде, ниту на кого да се обратат. Проблем на кој треба многу да се работи.